Есенва, врнежливото време и влажноста во почвата овозможија квалитетна сеидба на есенските житни култури. Сидбата на пченицата и на пченката е завршена на поголем дел од планираните површини, иако има земјоделци кои поради разни причини доцнат. Земјоделските стручњаци советуваат како да се постапи во услови на задоцната сеидба со цел налето да се остварат што подобри приноси. Календарски гледано полека изминуваат оптималните рокови за извршување на есенската сеидба на јачменот и на пченицата, меѓутоа се уште производителите можат да сеат, а тоа веќе спаѓа во касна сеидба. Значи, разлика има, за тоа и ќе кажам која е разликата меѓу сеидбата во оптималните рокови и која е сеидбата во доцните рокови. Значи, во продажба се наоѓаат семенски пченица и јачме кои што успеваат на овој дел на овој регион, и производителите сами бираат во однос на површините кои што ќе ги засеат, дали спаѓат во полски, дали во ридски или планински површини кои што сакаат и одредени типови на пченица и јачмен. Касната сеидба се одликува со тоа што секако производителите треба да зголемат количината на семе по единица површина, затоа што ќе се очекува да фатат и мразеви, кои што секако ќе допринесат да делот семето измрзне и да биде поредок склоп да има поредок склоп на растенија по единица површина. Затоа производителите ќе зголемат количините на семе по единица површина, доколку во оптималните рокови оди 30 на килограми од пченица или 25 килограми од јачмен по декар, секако во покасните сеидби ќе одиме со сеидба од 35 килограми по декар со пченица, јачмен би се зголемил на 30 на килограми по декар и секако за касна сеидба постојат и сорти кои што се малку поотпорни на студови и на мразови, затоа производителите ќе се консултираат кои сорти би требало да ги изберат во овој период. Секако производителите треба да извршат и есенско ѓубрење, основно ѓубрење со 3,15 или 3,16 по единица површина. Количина која што оди во есенската сеидба е 50 на килограми по декар. Голем дел од производителите одат со 25 килограми, но тоа е недоволна количина на есенско ѓубрење. Годинава површините под есенски жита се нешто поголеми во споредба со претходните години, поради рестрикциите кај оризот наменети од недоволните количини акумулирана вода во вештачките езера. Покрај тоа присутна е се поголема преориентација од оризова кон други култури, поради скапата сеидба и намалената доходовност на белото злато. Ваквите состојби доведоа до зголемување на површините под така наречените страни жита за 20%. Сепак, одреден број оризопроизводители ќе чекаат колкави количини вода ќе се акумулираат во калиманци во есенскиот и зимскиот период, па дури напролет ќе одлучат со што ќе ги засеат сопствените ниви.